Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во новата епизода на Македонскиот христијански подкаст. Денешната тема е Воскресение, по повод празникот Великден, најголемиот христијански празник. Така и ние одлучивме да снимаме една епизода под наслов Воскресение, пошто централната порака на Библијата е Воскресението на Господ Исус Христос и доколку тоа не се случеше, христијанството ќе беше само уште една религија, како сите останати, без надеж за вечен живот. Но Исус воскресна од мртвите и ние имаме жива надеж. Надеж за вечен живот која е сигурна. И прашањето не е дали јас ќе воскреснам од мртвите, прашањето е кога. Кога ќе се врати Господ Исус Христос тогаш? Дали ние тоа го знаеме со датум и со време? Не. Има знаци за кои зборува Библијата, но тоа ќе се случи. Зошто? Зашто се што е запишано во Библијата се исполнило и има работи што ќе се исполнат во иднина. Така да, верно е Словото, верно е Библијата, веродостојна, и уште поверодостоен е оној кој го кажа, односно самиот Бог го кажа и тој има сила да го исполни. И сега, бидејќи ние се занимаваме со Божиот збор, кој излезе од Божијата уста, тоа е Светото писмо, ќе дискутираме околу Воскресението, односно оно што се празнува по повод Великден. Да. Никола, еве за почеток сега, како луѓето околу тебе го празнуваат, нели, Великден? Што за нив е важно? Дали навистина Христос е во центарот или некои други работи се во центарот? Знам дека еве од моје искуство малце ќе споделам, гледам дека повеќе се става акцент на јадењето, на пиењето, на заедништвото со фамилијата, отколку на Библијата и на Христос. Не е лошо ништо да се има заедништво со фамилијата и тоа не треба се прави само на празници, окей, на празници не работат луѓето и се послободни, меѓутоа центарот е Христос и верата во Него, зашто верата во Исус ни дава вечен живот. И тоа воскресение е од суштинска важност. Потоа, секако доаѓаат и сите други работи. Значи, заедништво со фамилијата, да се сакаме, да се почитуваме, да се простуваме. Сето тоа произлегува од првото. Ако ние не веруваме во Христос и дека имаме вечен живот, тогаш колку и ние да се среќаваме со фамилијата тука и да јадиме, не знам, јагне се, нели се конзумира, се јади, се прават, значи, различни работи. Колку и тоа да го правиме тука на земјата е кратко и ќе заврши. Но ако ние веруваме и сите членови во нашата фамилија веруваат во Христос, тогаш ние имаме надеж дека и во небото ќе бидеме заедно. Тоа е уште поголема причина јас да го прославувам Великден. Секој ден, драги слушатели, е Великден. За оние кои веруваат и кои имаат вистинската жива надеж. Зашто ако, нели, Великден ќе трае до понеделник, така, и понеделник не работен, па вторник е веќе трет ден Великден, па со колегите ќе си го честитаме на работа во вторник и веќе од среда почнуваме по старото, помина Великден, сега чекаме наредна година здравје, празниците. Тогаш ти немаш вистинска надеж, немаш жива вера и него и чекуваш Воскресението. Тогаш за тебе Великден не важи, ако само е за овие празници Великден. Значи, Великден во срцето на христијанинот е секој ден. Секој ден ние го очекуваме тоа воскресение, односно го очекуваме враќањето на Христос, второто доаѓање и моментот кога ние ова што е минливо ќе биде проголтано од неминливото, или ова што е земното ќе биде проголтано од небесното, односно ние ќе добиеме вечно тело. Ако ние тоа не го веруваме, односно не веруваме тоа што го пише во Библијата, тогаш прашање е дали сме христијани.
Ако сме само христијани на празници, тогаш не сме христијани. Јас се изразувам многу строго, меѓутоа мора да кажеме. Ако ние, значи Христос воскресна само да го кажеме како фраза, а не го веруваме дека на вистина тој воскресна и тоа значи дека и јас ќе воскреснам, ќе бидам заедно со него и со сите кои веруваат во него, тогаш не сум христијанин. Тогаш сум религиозен, си го правам религијата, а дали навистина верувам тоа подалеку. Кој ќе умрам јас, да енд ќе пише таму, како на филмоите, и толку. Ако така ние веруваме, тогаш ние не сме христијани. Иако ова ви звучи строго, може би некој ќе се чувствува дека е таргетиран, не е тоа целта. Тоа целта е да се запрашаме дали ние навистина веруваме и дали тоа што е тука запишано е веродостојно. Тоа е прашањето кое треба да си го поставите. Значи јас тоа што сум го прочитал го прифаќам за апсолутна вистина, бидејќи има аргументи, има факти кои стојат позади ова и нештото е поддржано со докази. Значи не е напразно, туку е поддржано со докази. И воскресението е субстанцата на нашата вера. Значи без воскресение христијанството е како другите религии. Нема да има смисла. Но воскресението ја менува целата суштина. Никола одзедов повеќе време од што мислев, меѓутоа може да даеш твое видување на работите. Да, мислам, кој ја гледаме вака ние околу нас и тоа што се празнува, многу е битно да се знае дека може ќе видиме, ќе препознаеме дека најбитно на луѓето му е храната и убаво да си поминиме, едноставно убаво да си поминиме и да се собериме, да се видиме, и сега ако не се видиме, кога ќе се видиме, значи сите што имаме роднини, пријатели во странство и така натаму, сега има шанса да дојдат тука и такви работи. И така натаму и едно од причините на некој начин за радост, како што спомнати, за да се радваме тоа што идат нашите блиски од странство и да се видиме, имаат слободно време и тоа го разбирам потполно, јас го разбирам лично. Но мислењето на некој начин што нешто што ние го кажуваме, реди тоа што ние го кажуваме е битно и така е, оти ние го велиме, туку едноставно според Светото Писмо, според Божјиот збор, центарот на нашиот живот не само во тој ден, значи во овие денови, во Великден, во сите овие празници што идат, треба да биде Исус, туку во целиот наш живот треба Исус да биде центарот, а ние центарот често се ставаме самите себе, нашите блиски, нашата храна, нашето пиење, значи да се задоволиме самите себе, а дали го задоволуваме Христос со нашата вера, тоа е, значи не е на втор план, тука на трети, четврт, пети, последен план, да не речам. Но исто така треба да се потсетиме за тие работи кои може да се случат, односно ставање на последно место Христос, треба да се потсетиме дека и ние бевме такви, и ние тоа го правевме, значи и ние живеевме живот кој Христос, пред да го запознаеме Христос, пред да поверуваме во Исус, значи се надевам сите кои го гледаат ова верувате во Исус, пред да ви го смени Исус животот, и на сите нас ни беше гајле едноставно за него и шо вели неговиот збор, туку да се скршиме со јајца, да ги вапцаме јајцата, да убаво да си поминиме, значи секој повод, не секој празник што постои е убаво да си поминиме, така да јас не велам дека јас или ние не сме такви, но има разлика кога ќе се трудиме барем во нашиот живот да го ставиме Христос да биде центарот во нашиот живот, да ни биде Господар и Спасител се во животот, или само еднаш годишно си се поздравиме Христос воскресна, што стварно на вистина воскресна, тоа е вистина така, поради тоа што го пише во Библијата и тоа што Божјиот збор така го тврди и го тврдеше пред неговата смрт, значи тој тврдеше дека Исус самиот тврдеше за него дека ќе биде предаден или убиен, па ќе биде погребан и воскреснат на третиот ден, значи тој самиот го предвиде тоа пред да му се случи и понатаму ќе се раздлабочиме во оваа тема во Светото Писмо и ќе
разгледаме што мислиме, односно што значат овие зборови што сега ги кажуваме и зошто треба Христос да ни биде центар во нашиот живот или на некој начин да ни биде повеќе во центарот во нашиот живот, да ни биде се отколку што досега ние, толку што досега го ставаме. Така да тоа е смислам е битно да го кажам и да го потенцирам дека ова не е наше слово, наш збор, туку Божи збор и едноставно ние кажуваме што вели Библијата и читаме што кажува Господ Исус преку Библијата, така да тоа е моето гледиште на кратко вака. Да, јас сакам да ви прочитам нешто во прво послание до Тимотеј, прва глава, 15 стих. Ова е многу битно за сите христијани кои го слават Христовото воскресение Великден. И најбитното прашање, зошто Христос мораше прво да умри? Тоа е многу битно. Оти, ако Христос умреше безцелно, само за да воскресни, тогаш ниту еден од нас немаше да биде спасен. Односно, неговите гревови да бидат простени. Ќе ви го разјаснам ова, од кога ќе го прочитаме стихот. Прво послание до Тимотеј, прва глава, 15 стих. Верно е словото и достојно за полно примање. Христос Исус дојде во светот да ги спаси грешниците, од кои сум прв јас. Павле самиот се става на прво место од грешниците. Зошто? Оти сака да биде спасен од Христос. Значи, Господ Исус Христос умре на крстот за да ги спаси грешниците. И Павле вика, јас сум прв, најголем грешник. Сакам да бидам спасен од Христос. Значи, Исус живееше 33 години совршен живот без грев. Тој беше Бог, односно е Бог кој зеде човечко тело. Божиот син се стана човек. Че живееше во тело, но не сгреши никогаш. И умре на крстот за нашите гревови. Тоа мора да ни биде јасно. Значи, ако ние сме свесни и признаваме дека сме грешници, и тогаш треба да сватиме дека ни треба спасител. Спасителот е Исус Христос. Нема никој друг да ве спаси. Нема ниту едно друго име да ве спаси. Самиот Бог стана човек, умре на крстот за нашите гревови. И ако некој рече дека има друго име во кое треба да веруваме за да се спасиме, ве лажи. Ве лажи. Ова го тврдам според авторитетот кој е во Светото Писмо. Дека нема ниту едно друго име дадено под небесата во кое ние треба да веруваме за да се спасиме. Тоа име е Господ Исус Христос. Само во Негово име има спасение. Зошто? Зашто Господ Исус умре на крстот за нашите гревови, за моите, за твоите гревови. И тоа слово е верно и достојно за примање. Ние мора тоа да го веруваме. Доколку ние не се сметаме за грешници, прво се лажиме, а второ тоа џабе го славиме Великден. Па Исус умре за грешниците, јас не сум грешен, јас сум од тие посебните цвеќиња, нарциси се викат. Затоа мора да сме свесни за нашите гревови, да се покаеме и да го прифатиме Господ Исус за наш спасител и Господар. И да веруваме, значи, во неговата жртва на крстот, која ја направи Исус, за да ги плати нашите гревови, а второ, и не е помалце битно, туку тоа оди заедно во неговото воскресение. Дека нашите гревови се простени и имаме вечен живот ако веруваме во Исус, зашто гробот не го задржа Исус. Исус ја победи смртта. Значи ние добиваме вечен живот. Тие две работи одат заедно. Смртта негова и воскресението. И погребението измеѓу. Три работи се. Че Исус беше погребан и беше во гробот. Тоа е доказ дека навистина тој умре. И беше погребан и на третиот ден воскресна од мртвите. Дали тоа ние навистина го веруваме во нашето срце? Или тоа е само некоја религија
која дошла пред 2000 години тука, па сега нашите предци нешто правеле таму, некој обичај и сега тоа си е така. Ке си го правиме, ке дојде 12 сато, ке се скршиме со јајцата, со свеќата, 12 и 15 минути вечерта во Рашчекор јас стори ќе клам. Ние сме во Битола, Рашчекор е ноќен клуб. Така да, ако ти во 12 и 15 или 12 и пол одиш и ставаш стори од некој ноќен клуб, прашање е дали тебе на вистина ти е стало што Христос пред 2000 години умре на крстот. Или тебе ти е сеедно, Христос воскресна, па прво стори со свеќата, со јајцето тука, па другото стори после второто ноќен клуб и другиот ден, третото, на кафе на трезнење со другарите. Тоа, ако е твојот начин на живот, значи не те осудуваме, ние не сме судиите. Сакаме да се запрашаш во што веруваш и дали навистина веруваш дека има живот после смртта, телесна тука, дали ќе воскреснеш од мртвите. Библијата вика да, има воскресение од мртвите. Затоа ова го снимаме. И уште една работа сакам да напоменам, многу битна. Кога Господ Исус беше на крстот, тој, кога плаќаше за нашите гревови, даде една изјава која за него беше најтешката изјава во цело Свето писмо, во цел Нов Завет. А изјавата беше, ќе прочитаме сега, во Евангелието според Марко, 15 глава, 34 стих. Кога Господ Исус беше распнат на крстот, во големи маки, во големи страдања, кога неговиот грб беше сосема удран поради камшикувањата на римјаните, кога рацете му беа прободени, кога нозете прободени, кога ќе го гледаја луѓето, не личеше на човек. Толку беше деформиран поради ударите што ги имаше примено, вика, луѓето го свртуваа погледот од него. Кога толпата народ му се смееше него во лицето, го плука и така натаму, тогаш тој ги плаќаше нашите гревови и ја даде оваа изјава. А во 9-тиот час Исус извика со силен глас: Или, лама савактани, што значи Боже мој, зошто ме остави? Значи на крстот, кога Исус висеше, кога плаќаше за нашите гревови, за прв пат Господ Исус беше одвоен од Бог Таткото. За прв пат. До тогаш Исус никогаш не беше одвоен од Бог Таткото. Во тој момент, кога Исус плаќаше на крстот за нашите гревови, за нашите беззаконија, за нашите глупости, гнасости и се што сме правеле зло, тогаш за прв пат Исус беше одвоен од љубовта на Бог Таткото. Дали знаете што значи тоа? Да си одвоен од оној кој те љуби со вечна љубов. Од оној кој го сака и кој го мисли најдоброто за тебе. И во тој момент Исус за прв пат беше одвоен од Божјата љубов, од љубовта на Бог Таткото. Тоа беше најболното за него, што беше одвоен од својот татко во тој момент заради нашите гревови. Дали сега сваќате колкава беше таа цена на крстот? Тоа не беше само добро, умре, па сега ние ќе си правиме што сакаме. Не. Туку тоа во нашиот живот треба да направи една промена. Тоа се вика покаяние, метаноја, да го промениме нашиот начин на размислување, на живење и каде одиме во животот. Да се свртиме према Исус, према Библијата и да имаме еден променет живот. Та не е само Христос воскресна, супер, сега помина понеделник, вторник, среда веќе на работа и тоа заврши, ајде до година здравие пак. Така да, дали тоа за вас има некое значење или е само празна фраза? Тоа е сакав да го споделам. Никола, нели, пред да се случи Великден, односно воскресението и смртта, нели, распнувањето на Господ Исус и воскресението, предходно, нели,
Господ Исус го воскресна Лазар. И даде една, кога разговараше со сестрите на Лазар, нешто и рече на едно од сестрите. И што тоа за тебе значи искрено и што беше тоа што се случи предходно, нели, пред да биде распнат и да воскресне Исус. Така, да, значи многу е битно да знаеме дека кога нештото што Господ Исус го кажал, односно кога ќе прочитаме во Светото Писмо, автоматски, значи знаеме некоја изјава негова посебно кога ќе прочитаме, пример во Евангелијата, значи знаеме дека, односно треба да сватиме дека таа порака што ја читаме одеднаш станува нешто лично и персонално што нас директно зборува и дека нештото што ќе го прочитаме не е напишано туку така за да го читаме ние како секој друг роман и да речам ово ми е прочитано и декламено штиклирано во мојот to-do list, листа за што треба да прочитам на книги во 2026 и така натаму. Туку е нешто што кога ќе го читаме Господ ни зборува и треба да не погоди во срце и сите го сватиме лично дека Господ лично ни зборува нас. И иако повеќето од работите што ги читаме и што ги читаме во Светото Писмо е во трето лице, некој му се обраќа на некој друг, некој му зборува, Исус го прашува некој или зборува со некој. Нештото во моментот кога ќе го прочитаме ние, каде што Исус зборува и го прашува некој, во тоа место каде што читаме, автоматски тоа станува нешто лично за нас и лично ни се обраќа нас и треба ние да застанеме и да размислиме и да сватиме што Бог бара од нас и што не прашува и што треба ние да му одговориме и како треба да му одговориме. Стиховите што сакам да ги прочитам се наоѓаат во Евангелие според Јован 11 глава, 2 стиха, на 40, 25 и 26, мислам дека преходно сум ги прочитал на оваа емисија, на овој подкаст, на ово друг стил на епизода, овај пат многу специфични, многу директни, односно за специфична тема која зборуваме и која е на некој начин кај народот, сакали или не, или така поактуелна. Таму пишува: Исус и рече: Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене и да умре ќе живее. И секој кој живее и верува во мене нема да умре довека. Веруваш ли во ова? Значи, како што праша Диме, прашањето за Исус, тоа што му го велеше на Марта, односно сестрата на Лазар, кој беше починат, во оваа случка сега во овој текст кај што читаме, тој и го кажува и ја праша веруваш ли во ова. Но сите ние кои ќе го прочитаме ова дека Исус, значи не јас, не некој религиозен водач, не некој обичен човек, не некој председател или нешто тако, туку Исус му рече дека тој е воскресението и животот. И дека кој верува во него, односно кој верува во Исус и да умре ќе живее, односно како што кажа Диме, после смртта нема крај, нема тоа the end, како на филмовите, порака и црно и толку црно за секогаш и овој живот што го живеам сега, што го живеев за џабе го живеев и кога на крајот има црно, има the end, јас живеам колку така, да си направам убави моменти на овој живот и никаква смисла и цел нема мојот живот. Не. Туку Исус вели: Јас сум воскресението и животот. Дека дури сме живи сега на овој свет, тој ни е животот. И дека кој верува во мене и да умре ќе живее, значи тој, ако веруваме во него, дури сме живи ќе ни биде животот и кога ќе умреме ќе биде нашето воскресение, значи тој ќе не воскресне нас и нема да има крај нашиот живот. Туку ќе имаме вечен живот и секој кој верува во Исус нема да умре довека, значи ќе има вечен живот. Секој кој верува дека тој поради неговото воскресение, значи пред се поради неговата смрт, неговото погребение и поради воскресение кој го комплетира Евангелието, значи го комплетира и преку тоа воскресение ни даде Исус Христос можност, односно патека отворена врата преку вера во него, неговото дело, да не умреме довека, односно да наследиме вечен живот, не по заслуга, не оти сме заработили, не оти сме биле добри луѓе,
Не оти сме палеле свеки, не оти сме вапцале јајца, не оти сме рекле Христос воскресна еднаш годишно, туку оти што поради тоа што сме поверувале во изјавата на Исус дека тој воскресението е живот и дека кој верува во него и да умре ќе живее. Така да ние не следуваме вечен живот не по заслуга, туку по милост и благодат, туку не по заслуга, туку по милост и благодат и ни останува за нас, за оние кои ќе го прочитаме овој текст, овие стихови, веруваш ли во ова? Останува да веруваме во Исус и останува да му го предадеме нашиот живот него и да го прифатиме Исус како наш Господар и Спасител во нашиот живот, дека ние повеќе не сме на некој начин да речам во команда во нашиот живот, не сме ние сам свој газда, глава на мојот живот, туку Исус го ставам глава на мојот живот. Исус го ставам да биде оној кој ќе раководи со мене, ќе ми биде животот и после крајот на мојот живот во нова земја, воскресение и вечен живот. Така да, тоа е многу битно да го знаеме дека причината за нашето славење, како што спомнавме повеќе пати вечерва е Исус Христос, живиот Бог, и дека кој друг да ни речи дека во друго име има спасение и воскресение, дека, како што рече Диме, лажи, и еден од тие сме ние. Значи, ние ако застанеме пред вас некој ден и да ви речеме дека ако веруваш во Исус, не е доволно за спасение, не е доволно да веруваш во Исус, дека ќе имаш вечен живот, дека ќе воскреснеш ако веруваш во Него, тоа не е доволно, треба да правиш ред други работи и треба да веруваш во други луѓе, треба да веруваш во мене, да веруваш во себе. Значи, и ние ќе те лажиме, ако ти го речеме тоа некош во нашиот живот, што бидејќи веруваме во Исус, нема да се случи, ние Господ не држи, нема да се откажеме од верата во Него, така да многу е битно да знаеме дека најбитно Исус е воскресението и животот и треба да веруваме во Него. Не да верувате во нас кои ви зборуваат, во нас кои ви зборуваат сега, туку во Исус Христос, живец Бог, кој, значи, да верувате во оној за кој ви зборуваме. Така да, тоа е многу битно. Да, фала Никола. Дефинитивно една изјава, односно гледаме диалог тога помеѓу Марта и Господ Исус, и Исус изјавува кој е тој во суштина и што ќе се случи со оние кои веруваат во Него. Ќе ви прочитам јас уште нешто од апостолот Павле во 1 Коринтијаните 15 глава од 12 до 20 стих. Таму пишува: но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некои меѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна е и вашата вера. При тоа се наоѓаме и како лажни Божји сведоци, дека сведочиме за Бога, дека го воскреснал Христа, кого не го воскреснал. Ако навистина мртвите не воскреснуваат, зашто ако мртвите не воскреснуваат, не Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера, вие сте уште во вашите гревови. Тогаш и оние кои умреле во Христа загинале. Ако само во овој живот се надеваме на Христа, ние сме најнесреќни од сите луѓе. Но сега Христос воскресна од мртвите како првенец на оние кои умреле. Мене ми е интересен 12 и 19 стих. Но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некои меѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите? Значи, 2000 години се слави Великден и на секој Великден Христос воскресна и после ќе дојди, не знам, ќе почини некој човек или ќе разговараш со некој пријател и ќе ти рече: абе, кој се вратил од мртвите да кажи дека има живот после смртта? Почитуван пријател, Исус Христос воскреснал од мртвите. Доказ, Светото писмо,
оние кои го видеа воскреснат, го запишаа и својот живот го дадоа за тоа што го видоа. Тоа ти е доказ, другар. Исус Христос се врати од мртвите. Тој е оној кој е веродостоен. Тој е оној кој воскресна од мртвите. Тој е авторитет и само тој може да ти даде вечен живот. Никој друг. А додека луѓето велат, па не знам, може би не се случило, не. Тоа се проповедаше 2000 години откако тие луѓе го видоа Христос воскреснат, го допреа, разговараа со него, се уверија, и имаа таа смелост и храброст да не се одречат од тоа што го видоа до смрт. Сите апостоли, освен Јован апостолот, беа погубени, а Јован апостолот почина од природна смрт на островот Патмос, каде што беше испратен како затвореник заради Евангелието. Заради тоа што го сведочеше, односно што беше сведок на воскресението на Исус. Дали тоа ви е мал доказ да престанеме со тие детски изговори кои се вратил од мртвите? Господ Исус Христос се врати од мртвите. Само проблемот е во нашето срце, дека ние не сакаме да веруваме. Оти сме потонати во нашите гревови. Да сум искрен и реален. Или не ни е па грижа и гајле дали постои Бог. И тоа може би е причината. И 19 стих, ако се нарекуваме христијани и ако само во овој живот се надеваме на Христос, ние сме најнесрекни луѓе од сите. Ние само, ако одиме, аз претходно бев таков, кој ми беше тешко, или кој бев во некоја неволја, или ќе ми требаше, не знам, нешто, тогаш одев, оставав пари во црква, се молев, Господе, тој и тоа да се реши ова и она, и таа Господ слушаше и се решаваа работите, ама јас само се надевав на Христос, кој ќе бев во неволи во овој свет. Да ми се решат работите, нели, си палам свеќа, си се молам за здравје, за среќа, за радост, за мир, за пари, за ова, за она, во овој живот. Па ти, човече, си најнесрекниот. Така вели Павле. Јас само го цитирам. Има вечен живот. Има воскресение од мртвите. Во тоа ти треба да се надеваш, драг слушател, гледачу. Не е во тоа дека ќе ти биде полесно само тука. Значи, Господ Исус ти дава вечен живот, што ти не можеш да го заслужиш, не можеш да го купиш, да го заработиш. Верувај во Него. Верувај во Исус. Тој нема да ти изневери. Да, Господ ќе ти помогне и во овој живот, значи има ветување и за овој живот, ама најбитното ветување ти е вечниот живот и воскресението од мртвите. Тоа ти ако го немаш, тоа си најнесреќен. Или со други зборови, џабе веруваш. Така да џабе е тоа ако ти викаш само па за здравје, за среќа, за радост, за мир, за тоа, благослов, ова, она, а не веруваш во твоето срце дека Христос воскресна од мртвите, дека еден ден ти ќе воскреснеш. Туку уште си мислиш со твојата глава the end, црно ќе биде се, темница кој се вратил од мртвите, значи сите тоа ти е една бајка тебе. Затоа ова е еден повик за отрезнување. Да се отрезниме, да се освестиме колкаво е тоа што го добиваме ако веруваме во Христос. Вечен живот. И гаранција. Не е тоа, па види се, може не. Извини. Значи, кога Господ Исус, кога Бог ќе каже нешто, тогаш тоа е така. И точка. Ако Исус рече, а рече е запишано тука, кој верува во мене и да умре ќе живее. А кој живее и верува во мене нема да умре довека. Верувај, човеку. Верувај. Чим Исус вели, така е. Тој воскресна од мртвите. Чим тој кажа дека ќе воскресне, тогаш
Тој самиот е Божиот син, односно Бог во тело, тој го има тој авторитет да те воскресне и тебе. Не те лажи. Тој не те лажи. Јас како човек, Никола, Пеце, Трајко, може да ти излажат луѓето. Но самиот Бог не лаже. Тој е верен и вистинит. Никола, што се случи кога Исус воскресна од мртвите, нели? Одма после неговото воскресение, нели тоа ни го запиша апостолите, па еве во контекст ова што го кажав дека тоа е вистина, нели очевидците беа таму и оние први кои го видоа Исус, па еве ако можеш да ни прочиташ и да ни споделиш околу тоа. Да, окей, мислам се поклопува совршено, пошто спомна ти за учениците и како тие животот го дале за верата и како биле погубени, кои биле пред да бидат исто погубени, мачени биле во затвори, биле на секакви страшни места, кои луѓето бидејќи не му се бендисвала по раката, дека се грешни луѓето и дека му треба спасение, му треба покаяние, ги гневело тоа како и ден денесто се случува и ги затворале апостолите, учениците, значи ги затворале, ги мачеле, ги тепале, ги убивале, како што знаеме, и тие не се откажаа до крај и битно е да знаеме зошто, значи што ги движело, што велиме, што те движи те кога се запрашаме за нешто, кога не се откажуваме од нешто, дали од некоја работа, од што иде, зошто ти што те движи, зошто уште не се имаш откажано толку многу причини за да се откажиш и се уште не си се откажал толку многу уцени за твојот живот си добил и за малку си го изгубил живот и сепак не си се откажал. Што те движи, што е тоа што те движи, што е тоа што те остава уште да веруваш во Исус и да не се откажиш дури и да ти вперат пиштол на главата и нема да се откажиш, што е тоа што те тера, бидејќи имаме и ден денес такви случаи. Па да прочитаме и да се увериме во нашата вера, што велиме, наша вера, христијани, христијанска вера, христијанска земја, христијанско семејство, да се увериме уште повеќе зошто треба да веруваме и зошто не треба да се откажеме од Христос и како што прочита Диме на почетокот во првите стихови како Исус после такви маки на крстот не се откажа од нас и сепак издржа до крај и да прочитаме ние што значат на некој начин овие мисли што ги споделивме. Значи ќе читам пак од Евангелие според Јован 20 глава. Цела ќе прочитам, значи 31 стих има, малце подолго, но затоа поради тоа внимавајте, нема да читам брзо. Во првиот ден на седмицата, многу рано додека уште беше темнина, Марија Магдалена дојде на гробот и виде дека каменот од гробот е поместен. Тогаш оттрча и дојде при Симона, Петра и при другиот ученик кога Исус го љубеше. И им рече: го дигнале Господот гробот и не знаеме каде го положиле. А Петар и другиот ученик излегоа и одеа кон гробот. Имено и двајцата трчаа заедно, но другиот ученик трчаше побрзо од Петра и стигна прв до гробот. Тој се наведна и виде ленени повои како лежат, но не влезе внатре. По него стигна Симон Петар, па влезе во гробот и ги виде повоите како лежат, а крпата што беше на неговата глава не беше заедно со повоите, туку беше свиткана одделено на едно место. Тогаш влезе и другиот ученик кој стигна прв до гробот и виде и поверува, зашто уште не го беа разбрале писмото дека тој треба да воскресне од мртвите. Тогаш учениците пак се вратија дома, а Марија стоеше надвор при гробот и плачеше. Така додека плачеше, погледна во гробот и виде два ангела како седат во бели облеки. Таму каде лежеше Исусовото тело, едниот кај главата, а другиот при нозете. Тие и рекоа: жено, зошто плачеш? Им рече: го дигнале мојот Господ и не знам каде го положиле. Откако го рече тоа, се обзрна и го виде Исуса, како стои, но не знаеше дека е Исус. Исус и рече: жено, зошто плачеш? Кого го бараш? Мислејќи дека е градинарот,
Таа му рече: Господине, ако го изнесе ти, кажи ми каде го положи и јас ќе го земам. Исус и рече: Марија. Таа се заврти и му рече: Равуни, што значи учителе. Исус и рече: Не допирај ме, зашто уште не отидов горе при мојот татко. Туку оди при моите браќа и рече им: Се враќам при мојот татко и вашиот татко, при мојот Бог и вашиот Бог. Марија Магдалена дојде и им јави на учениците дека го видела Господа и дека тоа и рекол. А вечерта, на истиот прв ден на седмицата, додека вратата каде беа собрани учениците беше затворена поради страф од јудејците, Исус дојде, застана на среде и им рече: Мир вам! Откако го рече тоа, им ги покажа рацете и ребрата. И учениците се зарадуваа кога го видеа Господа. Тогаш Исус пак им рече: Мир вам! Како што ме прати таткото, јас ве праќам. Кога им го каже ова, дувна во нив и им рече: Примете Свети Дух, на кои ќе им ги простите гревовите, простени им се, на кои ќе им ги задржите, задржани им се. А Тома, наречен Близнак, еден од 12-те, не беше со нив кога дојде Исус. Затоа другите ученици му рекоа: Го видовме Господа. А тој им рече: Додека не ги видам раните од клинците на неговите раце и не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. А по 8 дни неговите ученици пак беа внатре и Тома со нив. Додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на средина и им рече: Мир вам! Потоа му рече на Тома: Испружи го твојот прст ваму и види ги моите раце. И испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тома одговори и му рече: Мој Господ и мој Бог. Исус му рече: Поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале. И многу други чуда направи Исус пред учениците, кои не се запишани во книгава. А овие се запишани за да верувате дека Исус е Христос, Божи Син, и верувајќи да имате живот во Негово име. Доста долг текст, би рекол, малце не е вообичаено за преходно што сме читале, но многу јасен, јас би рекол, и можете пак да си видите, си го прочитате, значи пак ќе спомнам дека читав од Евангелие според Јован, 20 глава во Новиот Завет, целата глава, значи можете да си ја прочитате пак и да видите за што станува збор или да следите. Значи, тука читаме целиот на некој начин процес и цело действие на воскресението на Христос и дека тој му се објави или на Марија, го најдеа прво гробот празен, значи Петар и другиот ученик, и после гледаме како доаѓаат два ангели врз гробот каде лежеше Исус и дека после тоа Исус дојде или му се објави, таа не го препозна и после го препозна кога му рече Марија, откога му нели ја му кажа по име и таа односно препозна него и тој му рече дека треба да му каже да му објави на сите, значи на сите браќа, на сите апостоли, сите верници, дека тој воскресен, дека тој е жив. И потоа читаме дека тој му се јави и дека имаше доказ за тоа дека тој е тој Исус за кого самиот кажуваше дека ќе биде предаден, ќе биде убиен, погребан и ќе воскресне на третиот ден. И му ги покажа, како што читаме рацете и ребрата, и дека тие видеа дека е тој, се зарадуваа, бидејќи го видеа Господа, значи го видеа својот Бог и се зарадуваа. И имавме една интересна случка, односно прочитавме една интересна случка таму со апостолот Тома, каде што тој еден од 12-те не беше со нив кога Исус дојде, значи така читаме, и пред да го види Исус, значи другите ученици му велеа дека го видеа Господ, дека тој е жив и дека воскресна, и тој му рече дека додека не видам, значи на некој начин став
како ние што можеме да го имаме, што е сосема човечки, сосема нормален, значи тоа го читаме дека и Тома го имаше, таму вели додека не ги видам раните од клинците на неговите раце, не го ставам мојот прст во раните од клинците и не ја ставам мојата рака во неговите ребра, нема да поверувам. Значи ние со друг збор како што имаме и имавме обичај да велиме, се дур не дојде тој момент, дур не одам таму, дур не дојде моментот кога треба да умрам, нели, да одам во рајот, не верувам дека има вечен живот, дека има рај, дека постои живот после смртта, се дур не го видам тоа. Значи, таков став имаше Тома и читаме дека Исус му, кога се појави, му рече, испружи го твојот прст и види, значи допри ги моите рани и не биди неверен, туку биди верен. И од кога го виде тоа Тома, нели, од кога го поверува во Господ, му рече многу силна изјава, која сите треба тоа да се го кажеме во срцето, мој Господ и мој Бог. И многу исто јака изјава на Исус, која вели поверува зашто ме виде. Блажени се кои не виделе, а поверувале. Значи, тој став, значи, овај стих кој Исус го кажува дека блажени се кои не виделе, а поверувале дека Исус воскресна од мртвите, го побива нашиот став кој знае да биде, кој се вратил од мртвите за да кажи. Значи, го побива тој став, овие стихови дека блажени се кои не видели, поверувале дека ние, односно, дефиницијата и на некој начин, всушност, што е вера, е она што не го гледаме, а сепак го веруваме, а тоа е вера во делото на Исус, дека Исус, нели, беше раснат на крстот, беше погребан и воскресна на третиот ден за наше оправдание, за да имаме вечен живот. И ако го веруваме ние тоа, како што бара Исус, значи, блажени се оние кои не видели и поверувале, тогаш, значи, треба ние да поверуваме за да имаме вечен живот. Значи, кажува Исус дека се блажени, односно благословени, оние кои не виделе, а поверувале дека Исус воскресна од мртвите. Значи, ние знаеме дека и ние сме од тие кои лично вака, како учениците, не го видеа Исус од кога воскресна, не го допреа физички, неговите рани во ребрата, во рацете, во нозете, но барањето на некој начин на Исус единствено што го бара од нас, за оние кои не го видевме тоа воскресение, го видевме вака физички, лично воскреснат, е да веруваме, иако не сме го виделе, да веруваме дека тој воскресен, дека тој, ако веруваме во тоа, ќе ни даде вечен живот, односно добиваме по милост, по благодат, дар, вечен живот. 100% сигурно и дека ако тоа е така поради тоа што Исус го каже, кога го каже Исус тоа, дека ќе добиеме вечен живот, значи тоа е 100% така. Пак ќе напомениме, пак ќе нагласиме, не оти ќе нагласам, ќе напоменам, не оти ние го велиме, не оти јас го велам, не оти некој друг ќе го речи, туку оти го пише во Библијата и тоа го рекол Господ Исус Христос, нашиот Спасител и Господар. Така да тоа е многу битно. Иако ќе видиме, ќе сватиме што направи Исус Христос во нашиот живот и поверуваме во тоа, ќе речиме како Тома, мој Господ и мој Бог. Нема да речиме дека Исус е некоја фигура, некој човек како сите други, туку ќе речиме дека е мој Господ и мој Бог. Затоа тој ми беше ставот, односно тоа ми беше изјавата преге што спомнав дека се ова што го читаме автоматски, само што ќе го прочитаме, станува лично за нас. Не дека читаме ние некои случаи што ова му се случи на Тома и тоа за Тома беше, тоа беше за учениците 12 и за тие луѓе што живеат таму. Не. Тоа е за секој ден што ќе го прочита, за секој ден што ќе го слушне Евангелието, секој ден што ќе слушне радосната вест за Исус, дека тој воскресна од мртвите, дека има вечен живот. Тоа важи за секој ден, за тие таквите што ќе го прочитаат, тоа важи. За нас, за тебе, за сите вие што ќе го слушнете, што ќе го прочитате тоа, ова сега што го читавме, што го рецитираме и што кажуваме, дека што спомнуваме, што кажува и Библијата, дека ако веруваме во Исус, ќе имаме вечен живот и тоа го добиваме по милост и благодат. Тоа е така оти
Исус го вели, пак ќе напоменемо, Исус има авторитет да го каже тоа. И тоа е тоа што Исус го направи и како што спомна Димитар, како што читаше, да, цената за нашиот грев што беше платена беше голема. Значи Исус требаше да го даде својот живот, својот безгрешен живот, значи тој беше безгрешен, многу е битно да се напомени, бидејќи жртвата за нашите гревови, за гревовите на светот, требаше жртвата да биде совршена, непорочна, единствена совршена жртва, таква што ги исполнува тие квалификации, тие барања од Бог, е неговиот син Исус Христос, и ние само треба да поверуваме во него, да поверуваме во тоа дело и ќе добиеме вечен живот. Не оти сме добри луѓе, не оти правиме добри дела, не оти вапцеме јајца и палиме свеки и не знам што правиме, сме религиозни, туку веруваме во Исус, бидејќи Исус плати на крстот за нашите гревови. Тоа е најбитното нешто што треба да го знаеме не само за Великден, не само за овие денови, за овие празници, туку за секој еден ден, секој еден момент во нашите животи, да се потсеќаме и да му благодариме на Господ Исус и да сме во исчекување дека секој момент тој ќе се врати, ќе грабни својата црква и еден ден тој ден кој ќе дојде ќе бидеме заедно со него во вечното царство и дека тоа ќе се случи. Не е нешто измислено, не е нешто за тие луѓе, пак ќе спомнам, што биле таму и што ги читаме, туку кога ќе го прочитаме ова, автоматски станува вистина и станува влегува во важност, стапува во важност, да речем, да се изразам, кога ќе го прочитаме, во тој момент кога ќе го прочитаме тоа. Така да, најбитно е да се охрабриме, да веруваме во Исус, без разлика што ќе речат луѓето, без разлика што нашите ближни, нашите колеги, нашите пријатели може да не мислат, дури иако самите тие што ти велат, што не терат да си велиме Христос воскресни, се кршиме сајци и палиме свеки, да те сметат за забеган, за луд, за некој посебен во негативна смисла, тој истиот човек што ќе те тера да бидеш религиозен, што ќе е религиозен, ќе се зачудите и од такви ставови. Значи да знаете дека треба да верувате во Исус поради тоа што Исус го вели дека тој бара, ни дава, ни понуди вечен живот преку неговата смрт, погребение и воскресение. Така да, тоа е тоа. Малце долго, малце образложено подолго, но многу битно и секој треба да се размисли, да се праша и да поверува во Исус. И да си прочита во Библијата. Значи Библијата не е за да ви фаќа прашина дома или да не знаете кај е. Верувам дека секој во Македонија има Библија, доколку не има достапно онлайн, а исто ако сака да добие печатен примерок, може да не исконтактира и нас, па ние со голема радост ќе ви доставиме бесплатен примерок. Значи бесплатно примивме, бесплатно даваме. Тоа мото кое Господ Исус го кажа, ние сакаме да го примениме. И сега, уште еден доказ, уште еден аргумент, сакам да ви прочитам едно пророштво кое беше околу 600-700 години пред распнувањето на Господ Исус, кој зборуваше за неговото распнување. Значи, книгата на пророкот Исаија, 53 глава, значи, пророкот Исаија живееше околу 600-700 години пред Христовото доаѓање, прво доаѓање, односно пред самото распнување, значи пред Великден, да речеме. Значи кога се случи тој настан. И пророкот Исаија, односно Бог му имаше откриено на пророкот и тоа пророштво е запишано во Светото писмо, во Стариот Завет, за тоа што треба се случи со Месијата, односно со Христос, со Господ Исус, и со каква смрт треба да пострада и дека ќе воскресне и зошто пострада на крстот. Уште еднаш ќе го прочитаме тоа пророштво и уште еден аргумент и факт дека ова што го зборуваме не е само измислица, бајка и роман. Туку е нешто што е Божји план, Божја идеја за спасение на луѓето, човештвото. Кој да му поверува на она што ни е објавено? Кому му се откри Господовата рака?
израсте пред него како нежно стебло, како корен од сува земја. Немаше на него ни убавина, ни блесок, за да бисме се загледале во него, ни милозливост, за да би ни се допаднал. Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката, свикнат на страдањата. Од кого секој го отстрануваше лицето, беше презрен и за ништо го сметавме. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, додека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше проводен, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Сите скитавме како овци и секој одеше по својот пат, а Господ ги возложи на него беззаконијата на сите нас. Го измачуваа, а тој оставаше, и не ја отвори својата уста. Го одведува како јагне на колење, како овца нема пред оние кои ја стрижат. Не ја отвори својата уста. Со сила и со суд се ослободија од него, и кој ќе го искаже неговиот род? Да, од земјата на живите го отстранија него. За гревовите на неговиот народ го ранија на смрт. Му го одредија погребението меѓу злочинците, а неговиот гроб беше при богатите. Иако не направи неправда, ниту пак устата му изусти лага. Но на Господа му беше угодно да го порази и тој го предаде него на мачење. Кога го жртвува својот живот како принос за грев, ќе види потомство, ќе ги продолжи своите денови, Господовата волја ќе се исполни преку него. Заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со незиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Затоа ќе му дадам мноштво во наследство и со силните ќе го дели пленот. Зашто сам се понуди на смрт и беше вброен меѓу злосторниците, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе и за да се заземе за злочинците. Значи, ова пророштво многу јасно го опишува Господ Исус Христос. Значи, ова се случи после 600-700 години откако е пророкувано, односно кажано. Тоа ви е еден факт, не побитен, односно не можеш да го побиеш, тој факт дека Библијата е Божјо Слово. Значи, овие пророштва се исполниле, а има и пророштва што ќе се исполнат допрва. Така да, овде ни е јасно опишано зошто Господ Исус Христос умре на крстот. Вика, за да ги понесе гревовите на мнозина на себе, за да се заземе за злочинците, грешниците. Ние сме тие грешници и злочинци, за кои Господ Исус се зазеде. Че зеде страна за нас, не против нас. Ќе дојди време кога Господ Исус Христос ќе суди. И тогаш ќе биде против оние кои не поверуваа во Него. Не го прифатија Него како Спасител и Господар. Туку тие сакаа да одат против тоа и да одговараат за своите гревови. А овде и на Великден се случи да Исус земи страна, да се завземи за нас. Сам се понуди, да рече, татко, јас ќе умрам за нив. Јас ги сакам и не сакам да одат во пеколот, во вечни маки и вечна смрт. Јас се заземам за нив. Доколку вие не сте го прифатиле Исус за свој Господ и Спасител, не сте му го предале животот Него и не сте сигурни дека имате вечен живот, сега јас ве повикувам на една молитва, ќе се молиме заедно, но вие фокусирајте се на Исус. Навистина, вие во молитва предајте му го животот на Исус, верувајте дека тој умре на крстот за вашите гревови, дека беше погребан и дека воскресна на третиот ден од мртвите, дека е жив и дека верувајќи во Него, вие имате вечен живот. Сега ќе се молам, вие може да ја повторувате молитвата, но молете се со вера и вашите срца да бидат свртени кон Бог. Таткот небесен, сватив дека сум грешник. Сватив дека ми треба Спасител. Фала ти, Господи Исусе, што ти
сам себе се понуди како жртва, помирница за моите гревови. Фала ти, Господи Исусе, што умре на крстот за моите гревови, што беше погребан и што на третиот ден воскресна. Верувам дека моите гревови се простени и имам вечен живот во Твоето име. Амин. Амин. Доколку вие на вистина со вера ја молите оваа молитва, тогаш верувајте дека Господ Исус на вистина ве спаси. Да, треба да верувате со срцето дека Бог го воскресна Исус од мртвите и со вашата уста да исповедате дека Исус Христос е Господ. Ваш личен Господ и ваш личен Спасител. Тоа го пишува во посланието до Римјаните, 9 глава, или 10 беше? 10 глава, 9 и 10 стих. Дека вие мора да верувате. Така да читајте го Словото. Не запира само со тоа што ги ја кажувате молитвата, туку тоа што го кажувате со сериозност. Ако вие сте сериозни со Бог, и Бог е сериозен со вас. Бидејќи Бог е сериозен Бог. Доколку вие на вистина тоа го сакате, оваа молитва значи дека вие го почнувате вашето чекорење со Господ Исус. Чекорење значи дека вие сте на тој пат кон вечноста. Вие сте сериозни и сакате да одите следен чекор со Бог, односно да чекорите сега во вашиот живот со Бог и мора да се покорите на авторитетот на Божиот збор. Бидејќи тоа сега ќе ви е авторитет. Нема да сте вие самите и вашите идеи. Сакам да ви се заблагодарам што одвоивте време за да слушате и гледате оваа епизода. Никола, дали имаш нешто да им порачаш на гледачите? Да, најбитното, верувајте во Исус, не верувајте во луѓе, во обичаи, во традиции, туку верувајте во Спасителот и Господарот на светот во сите векови Исус Христос, бидејќи тој е почетокот и крајот на нашиот живот, на нашиот свет и тој не создаде, тој не љуби, немаше да, ако не сакаше, немаше да дојди на оваа земја, да се даде себе си за нас, така да сето ова е вистина поради тоа што Исус е вистина, пат вистината и животот, не оти пак, по некој пат ке спомнам, ние го велиме туку бидејќи Исус е патот, вистината и животот, тоа е факт кој го кажува и го тврди Светото писмо со докази, без разлика дали ние веруваме во тоа или не, така да тоа е тоа. Јас би рекол само амин на ова што го каже Никола. Ве поздравувам, имајте пријатни и благословени празници и запомнете дека Господ Исус Христос ве сака најмногу. Пријатно.